За една година од владењето на Вреди со ВМРО ДПМН легитимитетот на албанците е изгубен, додека застапеноста е се помала, критикува опозицијскиот Европски фронт. Шефот на пратеничката група Блерин Беџети рече дека албанската дијаспора е замолчена откако владата одлучила да го брои само резидентното население во политичкиот живот. Исто така имаше обвинувања за брутално деградирање на албанскиот јазик, при што 78 институции одбиваат да го користат албанскиот јазик. Укинувањето на балансерот според него е извор на неправда во вработувањето на албанците во јавните институции и унапредување само на партиските милитанти на ВМРО ДПМН, додека предлог законот за правична застапеност останува во лавиринт. Por historia na mësoi një të vërtet madhe. Ne nuk dorëzohemi, ne nuk heshtim, ne nuk pranojmë kur të jemi qytetar të dorës së dytë. Prandaj, sot bëjmë thirrje të fuqishme. Kjo qeveri duhet mbaj përgjegjësi për përpjekjet e saj të papranueshme për të fshirë shqiptarët nga vendimarrja. E drejta dhe barazia nuk janë opsione, ato janë të paprekshme. Shqiptarët do të vazhdojnë të kërkojnë zë, respekt dhe përfaqësim të plot në këtë shtet. Во реакцијата на парламентарната група на Вреди се вели дека нивните политички опоненти ги менуваат адресовите од црвената боја на ОНА во зелена партија и сега од Европски во Национален фронт. Пратеникот Беким Ќоку изјави дека албанците со Вреди за прв пат уживаат на заслужениот статус во државните институции. Ne dim se janë diku 800 avancime që po bëhen në mbar administratën, vetëm në kuvent janë 7-8 avancime që janë bërë kohën e fundit, që kanë qenë me 15 vjet me si bashkëpunëtor të ri. Por kemi shqiptarë të cilët gëzojnë dinjitet në vitin e parë të qeverisjes tonë. Pra ka një dallim të jashtëzakonshëm mes dy qeverive të ndryshme. Vlen gëzon legitimitetin e plot popullit shqiptar, diçka që e dëshmon fort e mirë në zgjedhjet e fundit parlamentare, ndërsa do ta dëshmojmë fitoren absolute në zgjedhjet e ardhshme lokale. Европскиот фронт најавува проширување на коалицијата со други политички партии со цел победа на локалните избори, но во исто време не се откажуваат од барањето за предвремени парламентарни. Од Вреди вела дека барањето на ДУИ за предвремени парламентарни избори покажува дека по само една година во опозиција тие не размислувале и немаат јасна визија за локалните избори.